на интерпелација, иако мислам ги погледнав на водите, тимот на Министерството за правда работи интензивно на составување на одговорите, концептот е јасен, правецот е јасен, тие обвинувања и укажувања по мене се апсурдни, меѓутоа право е на опозицијата во секој момент да достави интерпелација, иако мислам дека после гласањето на доверба на владата кое што се случи неодамна, дека нема многу смисла, но право е на опозицијата и јас ќе ги искористам максимално моето време и можностите во собранието да ги соочиме аргументите и да представам што сум направил во овие 6 месеци. Го споменавте гласањето доверба на владата, 62 гласа за, но веќе следниот ден повторно немаше кворум за да може да се гласаат законите. Некако личи дека многу тешко оди оваа работа со парламентот и вие како ресор имате одредени законски измени кои што ви се таму допрва ќе одат, ќе имате интерес да се донесат, но некако некоја статистика гледав, јануари и февруари се донесени само 3 закони. Видете, тешко оди секогаш кога имате крупен фактор во собранието кој што блокира. Тоа е во случајот опозицијата. Ако поднесува илјадници амандмани на секој или на секој втор закон, ако намерно не ги свикува комисиите во собранието таму каде што председаваат представниците на опозицијата, ако одбива диалог за онлайн седници, а веќе целиот свет, парламентите во целиот свет работат по онлайн принцип, тие го одбиваат само за да блокираат, секако дека оди тешко. Ако Тоа се легални алатки. Тоа не се алатки кои што тие ги измислуваат или нелегално ги користат, им постојат на располагање. Не се разбира, меѓутоа кажете ми која по мене е тоа злоупотреба на легалните алатки. Ако поднесете 5000 амандмани кои што немаат никаква врска со текстот, туку се точки, запирки, датуми, целта е јасна. Тоа ви е дел од политичка стратегија за блокирање. Јас мислам дека е тоа изигрување на довербата на граѓаните. Ако